Околу 700 основци и средношколци од Куманово денеска учествуваа на најмасовниот пролетен училишен крос досега, кој се одржа на спортскиот аеродром Аџитепе. Учениците од основните и средните училишта се надпреваруваа во вкупно 14 трки, по 7 трки во машка и женска конкуренција. На најдобрите учесници со освоените први 3 места на училишниот крос им беа доделени медали, дипломи и маички. Крос надпреварот е во целосна организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт, кој го реализираше согласно со усвоената работна програма за тековната година. На спортската манифестација присуствуваа градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска, кои што на учениците им посакаа континуирани спортски успеси и во иднина. Во продолжение проследете ја изјавата од председателот на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово Маријан Нојковски, професор по физичко и здравствено образование. Има пријавено 710 надпреварувачи, учесници од сите основни и средни училишта во различни категории, тоа трето деление, четврто, пето, шесто, седмо деление, осмо и девето заедно и средно училиште. Сите прво 3 пласирани надпреварувачи ќе се наградат со медал, диплома и маичка од Општински сојуз на училишен спорт. По мои информации од 28 до 30 години сигурно нема организирано училишен крос. Еве, ние за прв пат правиме организација според годишната програма на Општински сојуз на училишен спорт и се да надеваме дека и наредна година ќе стране да биде како традиција. Купно учество зема 18 основни и средни училишта на ниво на општина Куманово со 700 надпреварувачи, но за иднина ќе видиме со организацијата може ќе направиме како да биде и меѓуопштински, зонски, регионални, па може некој државно да направиме училишен крос на ниво на Република Македонија. Јас се викам Дамјан Спирковски. Прв пат трчам, имам 9 години. Дали тренираш некој спорт? Да. Освен училиште, што тренираш? Фудбал, кошарку и пливање. Колку време се бавиш со спорт? 3 години. Јас сум Кристина Стојановска, доаѓам од основно училиште Магдалена Антова и трчав на 400 метри и освоив прво место. Дали се занимаваш со спорт или само рекреативно? Спорт. Со спорт или некој друг спорт? Па фудбал, пливање и атлетика. Да. Во рамките на проектот Младите во борба против корупција, денеска во Куманово се одржа првата работилница со средношколци од предвидените 4. Кумановските средношколци ги препознаваат облиците на корупција. Покажале анализите направени од Центарот за ромска заедница ДРОМ во партнерство со Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права Штип. Посета на Државната комисија за спречување на корупцијата од страна на средношколците ќе биде една од проектните активности во наредниот период. Оваа тема ја договаравме многу поодамна. За жал, во меѓувреме се случија настани во Македонија кои што во позадина беа токму овие проблеми што денеска ги дискутираме тука со младите. Односно се случи настанот во Кочани, дискотеката Пулс, каде што на виделина излегува сите слабости на системот. Всушност, нефункционирање на институциите, а во позадина на сето тоа е корумпираноста. Темата на оваа работилница е корупцијата, која што ни се заканува да и како безбедносен ризик. Јас тука направив одредена анализа од страна на Transparency International, меѓународна организација која што се занимава со истражувањето на корупцијата, каде што се рангираат 180 држави според одредени индекси. Гледаме дека во континуитет, тука дадов паралела помеѓу 23 и 24 година, и гледаме дека Македонија во континуитет паѓа во таа листа со 42 индексни поени, 40 индексни поени, паѓање за 12 места, потоа уште за 2 места, само за 2 години паѓање за 14 места. И се наоѓаме во рангот на држави како што се Бурунди, Сингапур и така натаму, неразвиените држави. Како пример треба да ни послужат развиените држави. Еве ќе земам пример во Македонија кој што се највисоко во таа скала, со 84-85 индексни поени, тоа се скандинавските држави, Шведска, Данска, Норвешка, каде што имаат најмала застапеност на корупцијата. Затоа и сакам со конкретни примери да не одат младите во овие скандинавски држави, туку тие закони што се таму да ги прилагодиме тука. И разговаравме отворено, ова не е класично предавање, ги слушнавме проблемите со кои што се соочуваат младите од Куманово во нивниот секојдневен живот, направивме една паралела и помеѓу настанот во Кочани и што можело да се случи и во Куманово.
тука да го пресликаме на нашето подрачје. Така да истиот е систем, истите се пропусти во институциите кои што за жал може да не коштат со млади животи. Имаше интересни примери кои што не се класични облици на корупција, но она е интересно што самите ученици не ги одредени од поведенија во училиштата не ги препознава дека тоа е облик на корупција. Тука имаше интересен пример и од страна на професорите кои што изнесува конкретни примери за некои од облиците на корупција кои што не се класични со давање на мито, туку перфидни облици на корупција во средното образование. Така да е интересна интерактивност помеѓу средношколците, професорите од средното образование и еве дел анализи од страна на истражувањата од високото образование. Да направиме нешто во моментот, да направиме одредени анализи и да допринесеме за нашиот град, да ја сведеме таа корупција колку што е можда на пониско ниво и на некој начин да делуваме кај свеста на младите, затоа што во суштина државите каде што има нисок степен на корупција, има прво зборуваме за висок стандард, но и развиена свест. Треба да се работи на тој план пред се. Проектот наставен како младите во борба против корупцијата, спроведен од ЦРЗ Дром Куманова во партнерство со Сдружение на мултиетничко општество за човекови права од Штип. Тоа не е партнерска организација од Штип, значи проектот се спроведува и во градот Куманово и во градот Штип. Овој проект е добиен субгрант од програмата на ЕУ поддршка за граѓански ресурсен центар фаза 2. Инаку, грантот е всушност добиен од Европската унија, го работиме и во Штип и во Куманово. Во однос на самиот наслов на проектот Младите во борба против корупцијата, ние почнавме со реализација од јануари 2025 година, ќе трае до септември 2025 година, трае 9 месеци. Моментално сме некаде на средината во реализација на проектните активности. Денес имаме прва работилница со средношколци, намерно ги земавме средношколците како активни учесници во овие обуки за корупција. Имаме вкупно 4 работилници во текот на проектот, 2 работилници во Куманово, 2 во Штип. Во Куманово имаме работилници, првата е денеска за формите за корупција и препознавање воопшто на корупцијата, повеќе теоретски, но имаме практични делови. Втората работилница ќе биде за антикорупцијски иницијативи, каде што нема многу учениците да ги замараме со теоријата, туку ќе ги оставиме и ќе ги поттикнеме со сите ресурси за нивни антикорупцијски иницијативи на локално, подајбоже на централно ниво. Ние на почетокот правевме анкети за препознавање на корупција во Сатонаце Боѓони во Солу Перонаков. Ние уште не успеа да го направиме во Штип, но загрижувачки се резултатите од анкетите. При самата анализа на резултатите, едно прашање дали приметувате одредени форми на корупција или било какви, да речеме, коруптивни активности во вашето училиште или средина, дури 30 од 180 ученици, 38,1% одговориле со да, а 39, неколку проценти одговориле со не сум сигурен. Така што тоа е многу загрижувачки. Очигледно дека препознаваат корупцијата, но студентите дури понекогаш имаат проблеми со препознавање, камоли средношколците, бидејќи сите мислат дека во поголемиот дел мислат дека корупцијата е само во полето на давање и примање на пари на подкуп. Денеска ќе ги учевме и префидните начини на корупцијата, да речеме неконвенционалната корупција, на непотизмот, кронизмот, патенската патронажа, медиумската корупција, натишната политичка, да речеме, медиаторна корупција, системската корупција и слично. Тие се, да речеме, некои коруптивни активности, форми, типови и подтипови на корупција кои што нашата цел е да ги презентираме, да дојдат до средношколците, за да можат нели полесно утре да се борат против самите коруптивни активности. Основното јавно обвинителство Куманово денеска информираше дека веќе е оформен предмет за крива река и наводите на општината дека е загадена по хаваријата во рудникот Тораница. Сепак од обвинителството информира дека кај нив пријава се уште не е пристигната од општината, објави МИА. Досега кривична пријава од општината Крива Паланка не е пристигната, меѓутоа обвинителството веќе постапува. Оформен е предмет, ОЈО ги повика инспекторите за животна средина кои што презеле дејствија на контрола. Тие доставија извештај од своето постапување до обвинителството. Основното јавно обвинителство продолжува да се преземаат и други дејствија, издадени се наредби и вештачења, информираа за МИА од ОЈО Куманово.
Заклучно со денешниот ден во апелот на Црвениот крст на Македонија за настраданите од пожарот во Кочани, собрани се 112 милиони денари. Досега Црвениот крст изврши првична исплата на средства на семејствата на сите починати и повредени лица што се лекуваат во странство и во земјава. Денес се извршена и втората исплата за поддршка на настраданите семејства од трагичната несреќа во Кочани. Од двата трансфера вкупно се исплатени 60 милиони и 850 илјади денари од досегашните донирани средства, соопшти Црвениот крст. Оттаму додаваа дека во соработка со внатрешните професионални институции во државата, како и надлежните министерства и владата, кои ги покриваат прашањата на процените на видовите штети во вакви ситуации, се работи на изнаоѓање пристап кој ќе се примени во понатамошна дистрибуција на средствата што се собираат во Црвениот крст, кој ќе значи реална поддршка во вистинско време за лекување и справување со последиците од катастрофата. Црвениот крст, додаваат заедно со нашите партнери, продолжува со испораката на психосоцијална и друга поддршка на настраданото население. Најниската пензија во март месец изнесува 18.192 денари, додека просечната околу 26.258 денари, соопштија од владата. Исполнето е ветувањето за зголемување на пензиите од 5.000 денари на над 330.000 пензионери. Со исплата на мартовската пензија за 2.500 денари се заокружи циклусот за линеарно покачување на пензиите за 5.000 денари, се наведува во соопштението. Дополнително велат од владата, доказ дека работиме во интерес на граѓаните покажува и фактот што како влада имаме став дека нема да ја зголемиме старосната граница за пензионирање, која сега е 62 години за жени и 64 години за мажи и најмалку 15 години работен стаж. Од денеска вестите на телевизија Плюс ги збогатуваме со новата рубрика Трагач. Идејата е детектираните недостатоци во однос на функционирањето во градот веднаш да им се предочат на надлежните во општина Куманово и да се побара нивно што е можно поскоро отстранување, односно решавање на проблемот. Досега како медиум секогаш ја почитувавме процедурата да се испратат прашања на официјалниот мејл на општина Куманово и да се чекаат одговори, некогаш дури и по 2 седмици, но праксата покажа дека сето тоа ја успорува целата постапка и граѓаните не добиваат навремене одговори за проблемот кој ги засега. Во рубриката ќе бидат спомнати и многу проекти и активности на општината кои безпрекорно функционираат и целосно се поддржани од граѓаните на Куманово, вели Драган Ивановски, главен и одговорен уредник на телевизија Плюс. Рубриката ја започнуваме со проблем кој ги засега сите кумановци. Тоа се семафорите на булеварот Трета македонска ударна бригада кои во последните неколку месеци повеќе не работат отколку што се во функција. Екипата на телевизија Плюс денеска беше позитивно изненадена бидејќи после речиси 1 месец вистински метеж на крстосниците на Трета МУП, семафорите конечно се ставени во функција. Она што е за пофалба ќе пофалиме, но она што е за критика ќе го истакнеме и на тој начин се надеваме дека ќе ги потикнеме и надлежните понавремено да функционираат во насока на тоа да можат граѓаните да можат своите секојдневни активности да ги остваруваат на полесен начин. Еве сме сега некаде кај познатиот уред во Куманово, тука си функционира, па да кажеме, вообичаено, тоа е тоа што го имаме како град, нели, улиците ни се толку колку што ни се. Тука има нешто за пофалба што би го јас потенцирал во некој следен прилог, посебно ова изместување на автобуската постојка што допринесе многу подобро да функционира сообраќајот во овој дел на градот. Но реков, за тоа ќе направим една посебна анализа за да го истакнеме тој потфат на надлежните од општината кој е секако за пофалба. Еве се приближуваме и кон овој мал кружен тек кој е од новите и за кој може да се каже дека е сосема солидно сообраќајно решение, иако некои велат дека токму овој кружен тек тука на улицата Трета македонска, булеварот Трета македонска ударна бригада и улицата Бајрам Шабани е помало од другите и знае да биде проблематичен, сепак јас тврдам дека е подобро сообраќајно решение отколку што тоа се семафорите за кои што и денеска го правиме овој прилог, ова репортажа за да укажеме на тоа дека не функционираат веќе подолго време токму на булеварот Трета македонска ударна бригада. Еве го тоа
свртување на кај улицата Бајрам Шабани, кој знае да биде отежнато и незгодно, но во секој случај пак ќе кажам, еве нон-стоп сообраќајот тече. Што значи, ако нема несовесни возачи како што е овој контра мене што се паркира, односно се движи во мојата линија на или мојата патека резервирана за сообраќајот од оваа страна, јас ќе можев да поминам. Тоа веќе не е до сообраќајните решенија. Одам по улицата Бајрам Шабани, ќе свртиме лево кај паркот за да се обидеме да се клучиме на булеварот Трета македонска ударна бригада. Зошто го правам тоа? Затоа што на вистина е многу тешко да се стори тоа, посебно од споредните улици кон булеварот. По булеварот можете да се движите сосема добро, бидејќи имате предност во однос на другите учесници во сообраќајот кога се движите право и не ви прави потешкоти и да можете нормално да функционирате во сообраќајот. Меѓутоа, бидејќи семафорите не работат веќе подолго време, не работеа 2 недели, упативме прашања до надлежните во општината. Јас мислам дека тоа е секторот за комунални работи. Ни рекоа дека до крајот на онаа недела што помина, најверојатно ќе бидат средени семафорите и дека нема да ги имаме овие проблеми. Еве, тие се уште не функционираат. Прават голем проблем посебно кога се движите помеѓу 15 и 16, 16 и 30, кога и фреквенцијата на сообраќајот е најголема, бидејќи знаеме дека најголемиот дел од нашите сограѓани токму во тоа време се враќаат од своите работни места во своите домови. Уште еден проблем, нова улица, тука често се паркираат возила, ама сега да не одиме во ситници, нели, не мислиме дека нештата можат да бидат идеални, секако дека ќе има проблеми, но можат барем оние работи кои што се предвидени да функционират непречено. Тргнавме со намера да укажеме на проблемот, упативме и критика, ама сега еве мора да упатиме и повални зборови, затоа што конечно се решени семафорите на булевар Трета македонска ударна бригада и еве сега како тоа функционира како што треба. Значи, зелено и зелено. Одиш право, без да размислуваш лево, десно, дали оние што имаат предност кои се движат по булеварот Трета македонска ударна бригада можат да налетаат на вас, многу пати завлакно се избегнати сообраќајки, пешаците се чувствуваат некако несигурно кога се движат правилно, не на овој начин предмалку, како што помина човекот, туку кога се движат по предвидената патека, односно на пешачкиот превид. Се чувствуваат нелагодно, бидејќи во сета таа збрка на сообраќајот кој беше изминативе недели поради неработењето на семафорите, едноставно се плашеа да не налета на нив некое возило со малку позголемена брзина и да не дојде до некои несакани сообраќајни незгоди. Еве сега, значи работат овие семафори, за пофалба е тоа, но уште еднаш еве ќе апелираме до надлежните во општината да продолжат да работат, бидејќи бевме сведоци и дека изминативе месеци, скоро година дена, многу често семафорите и на булеварот Октомвриска револуција и на булеварот Трета македонска ударна бригада не функционираат. Уште еднаш ќе кажам, вообичаено е понекогаш да оди сообраќајот забавено поради тој капацитет што го имаме на улиците. Но тоа, велам, пак не е толкав проблем што сообраќајот се одвива забавено, сепак се одвива безбедно, што е и најважно. Ете така, семафорите на булеварот Трета македонска ударна бригада конечно работат и се надеваме дека од сега натаму нема да имаме случаеви кога ќе мораме да упатуваме прашања зошто не работат и кога ќе бидат поправени. Се надеваме да работат постојано. Ќе трагаме и по нови работи, случки, згоди и незгоди. Она што е за критика ќе го потенцираме за да се поправи, она што е за пофалба секако дека ќе го пофалиме. Затоа бидете со ТВ+.